Јас не знам дали ќе го исполнам овој половина час, ама како и да е, може би па дури како ќе ме води духот да зборувам и повеќе од половина час. Не знам. Но нешто во контекст на оно што и денеска го зборувавме во пуката, значи, но прво ќе отвориме во Откровение 3 глава. Има многу што тука да се каже, но ја да ќе видиме како ќе. Ќе читаме од 14 стих, тоа е писмото до црквата во Лаодикеја, пораката до Лаодикеја, која што секојаш е актуелна, затоа што живееме во тоа време и сме таа црква, последната. И на ангелот на црквата во Лаодикеја напиши му: ова го зборува Амин, верниот и вистинит сведок, почетокот на Божето создание. Ги знам твоите дела, дека не си ни студен ни врел. О, кога би бил студен или врел? Вака, бидејќи си млак и не си ниту врел, ниту студен, ќе ти изблувам од својата уста. Зашто велиш богат сум и се збогатив и ништо не ми треба, а не знаеш дека си беден и несреќен и сиромав и слеп и гол. Те советувам да купиш од мене злато пречистено во оган, за да се збогатиш, и бели облеки за да се облечеш, и за да не се појави срамотата на твојата голота, и очна маст, за да ги намачкаш своите очи за да гледаш. Јас ги укорувам и казнувам оние кои што ги љубам, затоа биди ревносен и покај се. Еве, стојам на вратата и чукам. Ако некој го чуе мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. На оној кој победува, ќе му дадам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив и седнав со мојот татко на неговиот престол. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. Ова е целиот текст, целата порака до Лаодикеја. Јас сега ќе се задржам само на дел, мислам добро, ќе коментирам малко и пошироко, но каков има проблем Лаодикејецот? Значи, тој смета дека е богат и дека ништо не му треба. Задоволен со самиот себе, но не е свесен за својата вистинска состојба, не знае дека е беден. И овој збор грчки кој што се користи на ова место, се користи на само уште едно место во Новиот Завет. И знаете ли кој е тоа место? Денеска ги читавме тие стихови. Што прочувавме денеска во пуката? Римјаните 7 глава, така? 7.24. Да, беден човек сум јас, која извикува, нели, Павле. Кој ќе ми избави ова смртоносно смртно тело? Само на тие две места. И сега, веројатно има некоја врска. Јас ќе се обидам да укажам тоа на свој начин. Значи, кога вели беден, не мисли на нешто во смисол на... Значи, ако беше истата смисла, тој избор ќе го најдевме, истиот грчки збор ќе го најдевме во Матеј 5 глава, нели? Како беше тамо првото, блажени се бедните по дух. Меѓутоа не се мисли на таква беда, сиромаштво, туку на мизерија. Не знам кој збор да го најдам. Мизерија. Че една таква состојба, бедна состојба, да, еве, Господ дури се гади од таква една состојба. Вика, ќе ви избува. Беден и несреќен, па и слеп, па и гол, значи да не беше трагично, ова ќе беше смешно на вистина. Описот на состојбата на еден лаодикеец, кој што мисли дека се знае, мисли дека од никого нема потреба ништо ново да научи, духовно горд, не сака да биде поучен, најпаметен е,
нема простор кај него за напредок, затоа што вика ништо не ми треба. Јас се знам, јас сум богат, јас се збогатив. Видите, ова е една бедна состојба. Во очите на Господа, кога зборуваме за спасение, тоа е бедна состојба, во која што човек може да се најде. Пазите, гордост е самата по себе. Поготово духовна гордост, тоа е нешто најтешко. Гледаме кај фарисеите. Фарисеот и цариникот. Фарисеот се удира во гради. Дава ми 10. Постам и на црква секоја сабота. Се под конец. Па дури 10 таму од киндот. Од најситно. Прецизност не виде. Кој е овој? Кај може он со мене? Тоа е таа духовна гордост. Издигнување на сите други. А Елен Вајд ќе каже, мислам, и не само Елен Вајд да го каже тоа е самиот Бог вели, нели, баш вчера имаше некоја мала дискусија, Дејан Маленче беше и кажа, што сега ако ни влезе некоја проститутка тука и дали ќе ја прифатиме или ќе ја изритаме на плот. Секоја Господ таму вели 6 нешта мрази Господ, а 7-та му е одвратна, во пословици, знаете, мислам 6 глава беше. Таму не реди ни проститутки, ни пијаници, ни ништо, сосема нешто друго. Духовни гревови, кои што му се најгнасти, меѓу кои е гордост. Елен Вајд ќе каже дека тоа е скоро неизлечив грев. Се граничи со неизлечивост. Гордиот човек нема потреба од покаяние. А пораката до Лаодикеја е што вели таму подолу? Покајте се. Таа состојба е бедна состојба. Мизерна состојба. Да не знаеш, значи, состојбата на Лаодикејецот е, тој не е свесен за својата вистинска состојба. Се гледа со своји очи, не гледа со Божји очи. Тоа е една бедна состојба. Бедна, мизерна состојба. Знаете, значи, само на овие две места, овој силен израз беден, мизерен. Тоа е состојба која што не смееме да западнеме. Тешка состојба за еден христијан. Да сметаш дека си нешто, како беше оној стих, непосредно пред богослужението, ми се сетив на Галатјаните 6 глава 3 стих, вели, зашто ако некој мисли дека е нешто, а не е ништо, самиот се измамува. И јас умеам да кажам, не ти треба ѓаволот да те мами. И самиот си се измамуваш. Со тоа како гледаш на себе. Сосема погрешно. Не си свесен за својата состојба. И затоа Господ вели да купиш од мене што? Злато, прочистено во оган, што значи што? Или верата и љубовта. Верата која што действува преку љубовта. Или јас би рекол онаа совршена вера, за која што зборувавме на 11. Потоа што вели? Бели облеки, Христова праведност. И она, може би најбитното за ваквиот, за слепиот, за оној кој што не може да си ја согледа својата состојба, е очната маст, кој што е всушност Духот Свети, кој што е тој кој што те осведочува за грев, правда и суд. Лаодикејецот смета дека е совршен, нема кај него гревови, богат е, не му фали ништо, не му треба ништо. Затоа му е потребен Духот Свети, да го осведочи за грев, односно да му ја покаже вистинската слика. Тоа е една бедна состојба, и навистина е бедна. А втората бедна состојба, за која што и денеска стана збор. Сега во 7 глава Римјаните гледаме човек кој што е свесен за својата состојба, што е осведочен, тој го знае законот, или самата порака Павле ја праќа до оние кои што го познаваат законот, или онаа илустрација со жената, двајцата мажи законот. Не знам дали треба уште малку да се задржиме на оваа илустрација, ако може би се уште нешто не е јасно, но она што го извлековме како поука, него вака да поврземе само. Значи, спомнав, бедноста на овој човек во Римјаните 7 глава се огледа во тоа што, да, тој за разлика од лаодикејците свесен за својата состојба. И има дури и желба да му служи на Господа. Нали, сака да му служи на Господа.
ама не може паѓа, ќе проба паѓа. И ќе каже таму во последниот стих 26, јас самиот, вели Павле, укажувајќи на своето собствено искуство, а кој што искуство сите ние сме го поминали или пак можеби и го поминуваме. Јас самиот со умот му служам на Божиот закон, а со телото на човекот, на законот на греот. Или стихот 18. Имено јас знам дека никакво добро не живее во мене, односно во моето тело, зашто желба за добро има во мене, но не и сила за да го правам тоа. Значи, осведочен, знае дека е грешен, и тоа прекумерно грешен, гледајќи на законот и пред се на Евденска немаше време да спомнеме, зошто 10-та заповед? Зошто токму 10-та заповед? Еве да ги прочитаме тие стихови. И така, што да речеме, дали законот нели е грев, наврзувајќи се на претходно на илустрацијата, далеко од тоа. Сепак јас го запознав гревот само преку законот, зашто не би ја запознал страстната желба, ако законот не рече, не ке пожелуваш. Дело од 10-та заповед. Зошто токму ова? Да, само таа е духовна. Што имале, како го држале законот? Фарисеите се фалиле, богатиот младеж, нели, кога му вика на Исуса што треба да направам за да бидам спасен, Исус му се повикува на законот. Па јас тие ги држам од уште од млад, све држам, сите заповеди. И Исус му вели, па продај го целото богатство, па следи ме. И ој си отишел. Што бил проблемот со него? Себичност. Значи, токму тоа, еве, баш тој дел. Посакува. Че фарисеите, сите 9 заповеди можеле да ги држат, онака без под наводници, сега тоа не е држање, нели, онака надворешно. Сите 9 можат некако да се одржат и односно да одглумите дека ете ги држат. Да, правно е, точно. Ама 10-та е таа која што удира во срштата, само таа е во мислите. Нели, се почнува од мислите. За да имаш друг Бог, први си посакал такво нешто. И да не ги редиме сега сите заповеди. За да отриш со друга жена, први си посакал. Прво се родила мисла. Значи, оваа заповед, всушност е во сршта на целиот закон, на сите други заповеди. Само таа е духовна, како што кажа ја. И кога Павле ова го согледа, кога прогледа, кога почнал духовно да гледа на законот, со духовни очи, преку духот, тој ќе каже, оживеа гревот во мене и јас умрев. И вика, за да гревот стане прекумерно грешен. Тоа е исто така битен момент во тој процес на обратување, за да ви се згади од него и да се свртите, да се насочите кон единственото решение, кон Исус. И сега да ја видиме таа бедна состојба. Тие стихови немавме баш многу време денеска, така само ги нафрливме. На овој бедник, кој што е свесен, кој што го знае законот, знае дека е грешен, ама не наоѓа никако сила за да го совлада гревот, одnosno да умре за гревот, да се ослободи од законот, да живее, да му служи сега на новиот маж, на Исуса Христа. И ајде да читаме од 14 стих, иако тука може и повеќе стихови. Зашто знаеме дека законот е духовен, а јас сум телесен, продаден под грев, значи роб на гревот. Така не знам што правам, зашто не го правам оно што го сакам, туку го правам оно што го мразам. Зарем ова не е бедно? О самото по себе е една бедна состојба. Ние самите од своје искуство можеме да кажеме колку е таа состојба бедна. Тоа е роб, само робот не може да го прави оно што го сака.
туку го прави она што ќе му го кажат. Ако пак го правам она што не го сакам, се согласувам со законот дека тој е добар. Постојано тука нафрала преку 2-3 стика Павле дека законот е добар, законот е се свет. Не е проблем во законот. Проблемот е во мене. Имено јас знам дека никакво добро, не, 17 стих, зашто тоа веќе не го правам јас, туку гревот кој живее во мене. И денеска спомнавме, не можете вие да го победите гревот, туку така. Не е возможно, тоа е сраснат со вас. Тоа е тој ваш прв маж. Или гревовното тело. Телото со сите тие страсти, со сите тие склонности, кои што едноставно што од раѓање ве тера да греши. Значи, единствено решение е да умрете вие, значи вие како жената, во илустрацијата да умрете. Распнати заедно со Христа, нели фигуративно во 6 глава Римјаните, умирајќи со Христа, со Негова смрт, и ќе имаме удел во Неговото воскресение, во тој нов живот. И тогаш ќе бидеме слободни. Имено јас знам дека никакво добро не живее во мене, односно во моето тело, зашто желба за добро има во мене, но не и сила за да го правам тоа. Зашто не го правам доброто што го сакам, туку го правам злото што не го сакам, повторно. А ако го правам оно што не го сакам, не го правам веќе јас, туку гревот кој живее во мене, повторно. И така го наоѓам овој закон. Дека кога сакам да правам добро, злото е близу. Вистина со мојот внатрешен човек наоѓам наслада во Божиот закон. Дури се насладува во Божиот закон. Но, гледам друг закон во моите членови, во телото, кој војува против законот на мојот ум и ме заробува под законот на гревот, зашто е во моите членови. Беден човек сум јас, кој ќе ме спаси од ова смртно тело. Бедна е состојбата кога не сте свесни, кога се замислувате дека сте многу верни, кога не знам, ако некој треба да влезе на небо, тоа сум јас, кога сите други се грешни, јас сум најправеден, кога не знам, ке погрешам, ама никако да се покајам за тоа, никако да признам, не сум јас крив, другиот е крив, секојаш, јас сум праведниот. Мизерна состојба тоа, стварно. Но мизерна состојба и таа, кога знаете, свесни се за својата состојба во која што сте, ама немате сила. Ке пробате, ке паднете, Тоа е искуство на секој од нас. Еве Зоран денеска зборуваше, мене така не ме учеа, па и мене не ме учеа така, во 97, 96 и мене не ме учеа. Така. Адвентистите знаеа да кажат, односто и ден денеска, законот, саботата, и така натака, свинско, не знам. И сега, кога ќе сведочите меѓу луѓето, да, тоа они најдобро го знаат, секогаш, овие што не јадат свинско и што држат сабота. По тоа не знаат највеќе. Тоа не е некој сведоштво, да кажем. Исус е единствено решение, никој друг. Вториот маж. Не можеме ние со вториот маж да влеземе во брак, ако претходно не сме умреле, затоа што сме врзани преку законот со првиот маж, се до смртта. И ако не сме умреле, ние веројатно сме во таа бедна состојба се уште. И често пати се случува да, ако сме реални, да си признаеме на самите себе си, ќе го кажеме тоа секој сам за себе. Значи. Често пати ќе се најдеме во ситуација да ги кажеме овие исти зборови на Павле. Сакам да го правам тоа, ама не можам. Ќе пробаме, како некој пушач, ќе остави 2-3 месеци пушење и издржа 2-3 месеци, па дури се фали таму, не знам, или своји колеги пушачи. За да после на крајот пак запали цига. Тоа е истото со секој греф, со секоја слабост. Тоа е бедна состојба. И Лаодикејската и оваа состојба, и така да, тука јас ја гледам на некој начин врска.
искуството во 6 глава на Римјаните, со искуството во 8 глава на Римјаните, тоа е она прекрасно искуство. Умирање, во 8 глава, веќе сте слободни од гревот, нема веќе осуда, слободни од законот, не само од гревот, нема веќе осуда за оние кои што се во Христа Исуса и одат по духот, а не по телот. Доволно е толку. Да го молиме Господа да ни помогне да не извади од секоја беда, ако сме во ваква една бедна состојба. Павле многу добро кажал, веднаш после овој извик, покажал каде е решението. Исус Христос е решението за се. Да не се трудиме и да не се надеваме во самите себе. Само да ве посетам на уште еден стих од минатиот пат, значи од 11. Римјаните 4 глава, во контекст на она кој зборувавме за Адам и неговата совршена вера. 4 глава Римјаните, оно е многу убав стих, 18. Кога Аврам имал 99 години, а Сара 89 години, кога веќе повеќе години, 20 и повеќе години е мртва утробата на Сара. Аврам исто така, неплоден. Без надеж, вели 18 стих, тој се надеваше и поверува дека ќе стане татко на многу народи според реченото, такво ќе биде твоето семе. Без надеж имаше надеж. Без надеж во себе, без трунка надеж во себе, имаше надеж и доверба целосна во Господа. Дека Господ тоа што го кажал, тоа ќе се исполни. Тоа е вера. Тоа е совршена вера. И тогаш рековме и сега пак ќе повторам. Се додека има и трунка надеж кај нас, дека ние можеме сами нешто, тоа е легализам, односно тоа е оправдување со дела. Значи, треба да дојдеме до ситуација кога ќе немаме никаква надеж во себе. Како апостолите во коработ при бурата. Кога ги исцрпија, вика, сите сили, сите можности за да се спасат, нели, веслајки, лискајки вода од коработ и така натаму, и веќе немало спас, и ги гледале само смртта пред себе. Тогаш повикале, односно го виделе Исуса, го повикале, Исус ја смирил бурата и дошло спасението. Без надеж. Без надеж во себе. Оправдувањето со вера, Елен Вајт уште ќе каже и дека е фрлање на човечката гордост во земскиот прав. И можноста да Господ го направи она што човекот не го може. А Господ може се, ако само му се предадеме целосно, ако умреме за стариот човек. Нека биде тоа наше искуство. Амин.